пред паракот од само една ден од празнувањето на еден голем православен христијански празник, кој што е радост, нормално за целиот православен христијански свет, раѓањето на Мајката Божија, Света Дева Марија или рожество на Пресвета Богородица. Света Дева Марија се родила во Назарет од постари родители Јоаким и Ана, така што нејзиниот татко бил од племето Давидово, а нејзината мајка била од Ароновиот род и затоа Света Дева Марија по татко била од царски род, а по мајка била од архиерејски род. И всушност со тоа Света Дева Марија го најавувала или го предскажувала дека оној што ќе се роди од неа ќе биде цар и правосвещеник. И како што претходно споменав, Света Дева Марија, нејзините родители Јоаким и Ана ја родиле во постари години, односно тие биле многу молитвени, биле многу честни, праведни луѓе кои што повеќе од 50 години, значи живееле во брачен живот, но немале дечиња и биле укорени, односно биле срамни во тоа време пред израелскиот народ. Во тоа време пред тој израелски народ, оној кој што немал дечиња, се сметал за грешен, односно тоа како да е некоја Божја казна, некоја црна, лоша среќа, и затоа биле таквите луѓе кои што немале рожба, биле многу презирани и биле срамни. Но напротив, иако овие праведни родители Јоаким и Ана немале рожба, кои што живееле повеќе брачен живот во пост, во молитва и во сите исполнувања на Бога правилно, тие никогаш не се гневеле на Бога, не се лутеле на Бога и не го укориле Бога за тоа што нема дечиња, туку напротив со големо трпение, со смирение и со поголема љубов се повеќе дено-ноќно му се молеле на Бога со надеж дека ќе добијат рожба, ќе добијат чедо и ќе бидат израдувани и срамот од нивните лица ќе се тргне токму кај Израелевиот народ. Се молеле на Бога плачејќи, се молеле на Бога да му даде едно чедо како што некогаш Бог го израдувал Авраам и неговата жена Сара, давајќи им го синот Исак. И така да тие се молеле на Бога да бидат израдувани тие и на вистина Семошниот Бог, Боговидецот, ги израдувал. Ја услишал нивната молитва, нивните воздишки ги услишал и им подарил радост која што тие не ја очекувале таа радост. Им подарил преголема радост и соништа кои што, како што спомнав, тие не ни знаеле што е. И таа нивна времена радост Бог им ја дал во вечна радост. Им подарил черка, која што не била само черка, туку била и мајка Божја. И таа нивна единствена черка им родила единствен внук. И тоа се вели каква черка и каков внук. Черка која што била благословена и најголема од сите жени во светот и поголема, значи од сите жени во светот, и внукот Господ Исус Христос, Синот Божи, кој што е Спасител на целиот свет. И не случајно, после Господ Исус Христос, Мајката Божја е најпочитувана и најсакана во целиот христијански род и во целиот христијански свет. Кај нас, во нашава земја, во Македонија, и тоа како многу цркви и манастири се посветени на Мајката Божја, односно го носат нејзиното име, и не случајно многу семејства, многу фамилии ја земаат како покровителка и заштитничка на нивниот дом. Што значи тоа? Тие имаат домашна слава. Што значи домашна слава? Тоа значи дека сите тие луѓе кои што си ја честуваат Мајката Божја, го викаат свештеникот во домот или одат во црквата, си креваат колач, односно бескрвна жртва за здравие и нивно спасение, и ја повикуваат Мајката Божја да биде во нивниот дом, да ги чува, да ги штити, да ги запазува и да им дарува се што им е полезно. Не случајно Светата црква од 12 големи празници во годината, 5 се посветени токму неизе.
и веќе како може слободно да се каже дека нема христијански дом, православен дом, каде што во домот нема икона на Мајката Божја. Затоа да се помолиме на Мајката Божја да ни даде сила, да ни даде вистинска, правилна молитва со чисто срце, да се помолиме кон неа, да ни опрости се што сме сгрешиле и да ни го каже патот вистински за да добиеме небесно царство или вечен живот. Еве исто така ова прилика ја користам да им го честитам празникот и славата на сите оние кои што си чествуваат и слават во чест и спомен на рождество на Пресвета Богородица и нормално на вас, на припадничките од женскиот пол, оние кои што си го носат името Марија, нека им е честито и вечно името, да се здрави и живи, да се благословени и Мајката Божја да ги закрилува. Мајката Божја е мајка на сите мајки, така да сите да можеме на овој ден кога го славиме нејзиното рождество, да пристапиме во црквата, да и се заблагодариме и да испросиме од неа се што ни е потребно за наше духовно, телесно здравие и спасение.